Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Господине Бесими, го водиме разговорот непосредно пред објавувањето на извештајот за Македонија. Какви се вашите очекувања, имајќи предвид дека ви имавте лични разговори со еврокомесарот Филе, а и со оглед на неговиот остар настап? Јас очекувам еден објективен извештај со нотирање на сите реформи и работи што се направени во овој период од декемвриските заклучоци и приоритетите што се дефинирани во високиот пристапен диалог за Република Македонија за членство во Европска унија, како и тие теми што беа во заклучоците во декемвриските заклучоци во Советот на Европа, како што се приоритетите на ХЛАД, добрососедските односи и прашањето за името. Овие работи ќе бидат нотирани во извештајот и очекувам тоа да биде објективен со нотирање на прогресот што Република Македонија го има направено во овој период, но секако таму ќе ги има и работите што следат во наредниот период што треба да ги направи владата на Република Македонија, односно Македонија до јунскиот самит на земјите членки на Европска унија. Дали оваа посета на Филе може да смени нешто на подобро или на полошо во извештајот со оглед на расположението кое што осетно се промени на крајот? Мислам дека посетата имаше и таква функција да промени нешто во извештајот во позитивна смисла, да се внесат повеќе елементи за прогрес во Република Македонија. Тој и самиот кажа јавно дека од тоа што беа утврдени како итни приоритетни активности во рамките на ХЛАД после март неговата посета, најголем дел од нив се направи. Он нотираше работи што се направени во реформите во владење на правото, претходно во диалогот со медиумите во однос на измените во законот, со препорака сега во законот за медиуми да има поголема инклузивност на медиумите и новинарите и отворен диалог со медиумите повторно да се воспостави. Потоа во делот на изборните реформи подсети дека треба препораките да се преземат. Значи, овие работи што се сметат дека се направени во меѓувреме да се нотират. И за одредени работи кои он сметаше дека има простор да се подобри до дека се драфтира текстот на извештајот, да може да се направат, за да може да се нотират. Значи, целта на посетата беше да се најдат аргументи повише да се стават во функција на Република Македонија. Со други зборови, покрај оваа цел имаше и една друга цел. Порака за институциите во Република Македонија дека постојано не следат и очекуваат од нас да покажеме прогрес за во јуни да имаме еден позитивен исход со датум за преговорите во Европска унија. Значи, секако дека тоа неговата посета ќе биде дел од извештајот. Еврокомесарот ги критикуваше партиите. Дали според вас партиите имаат капацитет да договорат нешто што ќе не придвижи во предстојниот период? Мислам дека Македонија може да покаже капацитет и потенцијал да ги надмене предизвиците. И во тој поглед и сметам дека и политичките партии може да покажат капацитет за државните интереси да ги стават пред партиските интереси, затоа што тие всушност се интереси на граѓаните на Република Македонија. Членството на Република Македонија во Европска унија и евроатлантскиот процесот на евроатлантска интеграција се стратешки приоритет за Република Македонија. Тоа се стратешки приоритет кој добива или ужива најголема поддршка од граѓаните на Република Македонија, 80-90% од страна на граѓаните на Република Македонија и политичките партии како институции кои го водат политичкиот процес на Република Македонија за членство во Евроатлантската заедница, во конкретниот случај за Европска унија, треба да рефлектира волјата на граѓаните и затоа сметам дека тоа што е како препорака ќе се најде капацитет за да се надминат сите разлики во однос на начинот и пристапот за евроатлантската перспектива на Република Македонија и тоа како што се декларира од страна на сите политички партии де факто да застанат зад овој процес и Република Македонија во јуни да може да има голем исчекор напред во процесот на членство во Европска унија.
Велите дека Европската агенда останува приоритет. Како го објаснувате тоа што една од главните забелешки на комесарот се однесува на медиумите, зашто е прекина диалогот? И што планирате да направите во наредниот период и со оглед на најновите недоразбирања околу Законот за медиуми? Во однос на Законот за медиумите веќе е објавен од страна на Министерството за информатичко општество и јавна администрација за јавна расправа. И со оглед на разговорите што имаме и од надлежното министерство, како и од разговорите и приоритетите дефинирани во високиот пристапен диалог и неформалните средби со Сдруженија на новинари, мислам дека и тоа што беше јавно истакнато од нивна страна, една од главните забелешки беше краткиот рок за можност за дискусија, тоа што се заклучи и во рамките на диалогот на високиот пристапен диалог се однесува на можност, значи тоа што ќе обезбедиме да биде транспарентен процес, инклузивен и да има доволно време за коментари и квалитативни коментари од страна на сите релевантни институции што се затегнати со овој закон, да може да го дадат својот придонес и Република Македонија да добие квалитетен закон за медиумите. И во однос на диалогот, ние ќе ги правиме ќе продолжим да направиме напори, тој диалог да се воспостави повторно и да покажеме волја на интерес за тоа што пред се тоа е интерес на Република Македонија и демократијата на Република Македонија. Какви се вашите очекувања од новата априлска средба кај медијаторот Метју Нимиц? Имате ли некакви очекувања? Мислам дека секоја средба и секој предлог е за поздравување, затоа што таму се разменуваат мислења и идеи како да се дојде до решение. Секој предлог е поблиско до решението. Секој нов предлог или секоја нова средба е чекор поблиско до решението. И затоа јас поздравувам ова што се случи овие денови во Њу Јорк и би апелирал дека такви средби и тој процес треба да се динамизира со цел ние да можеме што поскоро да го заокружиме тој процес успешно. Јас повторно ќе кажам, со оглед на тоа дека ова е долг процес, не би било соодветно да прогнозирам, затоа што е процес што зависи не само од една страна, но тоа што можам со сигурност да го кажам е исклучително важно процесот да се динамизира, исклучително е важно да сме активни, исклучително е важно не само за Република Македонија, и за Европска унија, и за Грција, и за регионот да има напредок за Македонија и за останатите земји од регионот за започнување на преговорите со Европска унија да станеме членка на Европска унија. На вашата партија приоритет е влез на Македонија во НАТО и во Европската унија и со таква обврска се деклариравте пред вашето членство. Дали лично чувствувате разочараност, бидејќи не дочекавте Македонија да ја оствари незината стратешка цел во време кога бевте министер за одбрана? Тогаш бевте оптимист и очекувавте брз влез на Македонија. Во однос на нашата политичка определба, како политичка партија, евроатлантската интеграција секако е во основата на нашата политичка платформа, но тоа не е политички интерес на Демократска унија за интеграција. Не е само тоа. Туку тоа е пред се интерес на Република Македонија и граѓаните на Република Македонија. Ние само го имаме во основата на нашата платформа како главен приоритет, затоа што гледаме дека преку тоа ќе создадеме една подобра иднина за граѓаните на Република Македонија. Гледана од таа перспектива нема да прогнозира, затоа што тоа нема да смени ништо во процесот. Тоа што би рекол повторно ќе кажам, реален пристап, објективен, но со оптимистички амбиции. Ние треба да работиме. Значи да сме посветени без да преюдицираме кој ќе биде извештајот или која ќе биде оценката за извештајот во самитот во јуни на земјите членки, но до тогаш ние ќе работиме за да тој биде позитивен. Значи тој оптимизам се однесува на нашата посветеност, на нашата работа секојдневно во однос на овој процес, а прогнозите ќе ги оставиме после одржувањето на самитот, односно на Советот на Европска унија во јуни. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.